Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитуван господин заменик министар за внатрешни работи, почитувани новинари или јавност кои што не следите. Оваа моја дискусија би продолжила онаму каде што претходниот дискутант застана, а тоа е дека треба да го најдеме како општество балансот помеѓу апсолутното демократско слободно право да граѓаните протестираат, да го искажуваат своето мислење, да имаат ставови, па да, нормално, секако, и несогласување со власта, несогласување со институциите, јавно манифестирање на тоа несогласување, истовремено тоа да не премине во напади врз државните органи, напади врз државните институции, небезбедности напади врз луѓето кои што се носители на тие службени овластувања, односно овластени службени лица, и како да имаме ситуација во која што ќе имаме и што помала штета за имотот, но исто така и за она што е секако нели здравје, интегритет и едноставно здравје, интегритет и безбедност на оние кои што ги обезбедуваат тие собери. Од тие причини би кажал неколку работи кои што се поврзани со овој предлог на закон. Значи, имаме во делот на законот за јавните собери во службениот весник на Република Македонија број 55/99 19/6 6607 и 152/15 се уредуваат начинот на остварување на правото на граѓаните на јавно собирање заради мирно изразување на мислење и јавен протест, како и случаите кога ќе се прекине одржувањето на јавен собир. Во тој дел уште еднаш ќе речам, државата мора и треба да биде многу внимателна. Истовремено, многу треба да бидат внимателни оние кои што ги организираат тие протести. Во тој дел би подсетил на некои несакани случувања кои што ги имавме во Македонија 2015-2016 година, кога имаше поголем број на напади врз полицајци, и едноставно тоа не е добро. Имаше ситуации каде што имаше и повеќе десетици полицајци кои што беа повредени за време на некои од тие протести. Од тие причини, сите оние кои што се присутни во јавната сфера, сите оние кои што го одредуваат јавниот дискурс, треба да внимаваат со своето поведение, реторика, однесување, за вкупната атмосфера, но и за ставот кон лицата во униформа. Уште еднаш луѓето кои што се во полицијата се луѓе кои што се грижат за јавната безбедност, тоа се луѓе кои што се грижат за безбедноста на луѓето, граѓаните, нивните имоти, јавниот имот, така што во тој дел многу треба да внимаваме како општество, како држава, па ако сакате и како собрание и институции, како присутни во јавната сфера и во политичкиот живот, да не се доведеме во ситуација каде што ќе се каменува, не дај Боже, полицијата, каде што ќе се оштетуваат незините возила, каде што тие луѓе ќе бидат доведени во ситуација да биде загрозен нивниот интегритет и нивната безбедност. Понатаму, јасно е дека основна цел поради која се предлага изменување на законот на јавните собери е усогласување на законот за јавните собори со новиот закон за прекршоците. Тоа е службен весник на Република Македонија број 96 од 2019 година во делот на прекршочните одредби, односно глобите. Истовремено, со предложениот закон се врши интервенција
во однос на името на државата, но за жал, како што видовме таму каде што граѓаните се прашаа, таму каде што граѓаните можеа да кажат, на референдумот минатата година, граѓаните едноставно не се согласија со тоа, не дадоа легитимитет. Имавме најмал одзив на сите можни референдуми. Ако ги тргнеме настрана оние наполнети кутии, ако ги тргнеме настрана оние гласања под наводници за 4 секунди и така наречени светски рекорди, доаѓаме дека бројката беше некаде 26, 27, 28% одзив. Понатаму има цели начала и основни решенија на овој предлог закон, а тоа е дека основната заложба при изготвување на предлог законот за изменување на законот за јавните собери има за цел и тоа да биде усогласување на законот за јавните собери со законот за прекршоците. Предлог законот за изменување на законот на јавните собери се заснова врз истите начала врз кои што е заснован и законот за јавните собери. Во делот на оценката на финансиските последици од овој предлог закон врз буџетот и другите јавни финансиски средства се вели следново. Предлог законот не предизвикува финансиски импликации врз буџетот на Република Македонија. Но прашањето кое што се поставува е дека ако имаме поголем број на нападнати полициски службеници, ако имаме поголемо оштетување на имотот, ако имаме ситуација почитувани присутни како што имавме тука во овој парламент со оштетување на фасадата и на парламентот и на градско собрание, односно Советот на град Скопје, општина в Прилеп беше исто така вандализирана, слична ситуација беше во Битола, во Крива Паланка, исто така и на повеќе други места низ цела Македонија, тогаш не би рекол дека нема финансиски импликации врз буџетот на Македонија. Затоа што секогаш кога имаме оштетување на јавниот имот, оштетување на институции, кога има оштетување на општини, тогаш на крајот на криштата тоа се плаќа од јавните средства, од јавните пари, тоа се плаќа од буџетот на Македонија или од буџетот на локалната самоуправа, односно општината за која што станува збор. Понатаму во 4-та глава се вели следново: процена на финансиските средства потребни за спроведување на законот и начинот на нивното обезбедување, како и податоци за тоа дали спроведувањето на законот повлекува материјални обврски за одделни субјекти. И во тој дел, во воведот, се вели дека за спроведување на предложениот закон не се потребни дополнителни финансиски средства од буџетот на Република Македонија, а спроведувањето на законот нема да повлече материјално финансиски обврски за субјектите засегнати со законот чие донесување се предлага. Јас тука го поставувам истото прашање кое што ги имав и пред малку. А тоа е дека ако имаме засилени спорови, засилени протести, а тие протести станат и насилни, затоа што, за жал, кога одредена политичка групација во Македонија оди во опозиција, одеднаш насилните протести стануваат секојдневие, и ако во таа ситуација имаме оштетување на возилата на полицијата, на луѓето кои што се пожарникари или општините или државните институции, тогаш кој е тој кој што ќе ги поднесе трошоците од сето тоа? Работата е јасна, а тука повторно и повторно станува збор за буџетот на Република Македонија и тие штети од тие неодговорни однесувања ќе ја плаќа и буџетот, и граѓаните, и даночните обврзници. Затоа, да резимирам, треба да се внимава како ќе се постигне балансот во врска со оваа материја. Оваа материја е важна, но треба да имаме ситуација во која што ќе биде апсолутно запазен јавниот
интерес. Демократија да, изразување на мислење апсолутно, но сето тоа да не премине во некои други граници кои што не се добри за државата и општеството. Благодарам. Благодарам. Реплика